денеска ќе зборувам за како човекот ја губи почитта. И зашто ја губи себе почитта. Ќе прочитаме еден убав цитат од филозофот Хабард, се вика личен интегритет. Вели, што е вистина за вас е она што вие сте го обзервирале самите, сте го наблюдувале самите. И кога ќе изгубите тоа, сте изгубиле се. Што е личен интегритет? Личен интегритет е да знаеш, е да го знаеш она што го знаеш. Она што го знаеш е тоа што го знаеш и да имаш храброст да знаеш и да кажеш што си обзервирал. И вика, тоа е интегритет. Не постои друг интегритет. Значи, многу често луѓето не сакат ни да гледаат, не сакат ни да знаат, прават компромис со себе, прават компромис со своето знаење, прават компромис со собствената реалност, прават компромис со собствената етика, прават компромис со собствениот морал. И денеска ќе зборувам за тоа. Поради тоа што, гледате, ние длабоко во себе, ние имаме мерен инструмент. И тој мерен инструмент се вика интегритет, тој мерен интегритет се вика етика, тој мерен интегритет се вика карактер. Знаете, ама карактерот доаѓа од внатрешна цврстина, а внатрешната цврстина е етиката која што човекот ја има. Сега, во моментот кога човекот ќе ја загуби етиката, настануваат проблеми. Здравка Милошевска, фала ви што бевте во Кочани, убави коментари добивам од луѓето што беа вчера у Кочани, ми беше задоволство што бев вчера у Кочани. Чувствував дека треба да дојдам и ќе дојдам повторно, како што и ветив. Така да, кога човекот ќе го изгуби личниот интегритет, кога човекот ќе изгуби личната етика, кога ќе почне да прави компромис со своите начела и правила, он веќе не е он. И он веќе не се цени себе си. Гледате, поради тоа што човекот, ако не може да си остане доследен на неговите ветувања кои што си ги дал на себе. Ајде да ви кажам како човекот ќе губи себе почитта. Имате некој човек кој што ќе, не знам, има прекрасна сопруга и ќе изневери за некоја друга жена. Имате жена која што има прекрасен сопруг, ќе го изневери за друг маж. Па и да не се прекрасни, сепак се доследни на тоа што човекот го гледа. Ајде да кажем, имате ситуација каде што некој човек ќе украде пари од касата во, не знам, фирмата. Имате човек, дете кој што ќе украде пари од таткото. Или дете кој што нема, врати кусор сина, имаше кусор, немаше. Гледайте, многу лаги кои што ние ги правиме, не за друго, почнуваат да идат контра нас. Не е лесно работите да се решат на исправен начин. Ама кога почнуваме да ги решаваме работите на неисправен начин, тогаш почнуваме да одиме контра нас и почнуваме да ја губиме почита кон самите себе и почнуваме на некој начин да не се сакаме себе си толку. Сте видели ли колку се сакате кога ќе ја направите исправната работа, па дури да е тешка? Гледате, тоа е себе почит. Зошто? Поради тоа што правилно е правилно, исправно, исправно, тешко, правилно, а тешко е тој пат по кој што човекот треба да оди. Правилно, лесно, пак е патот кој што треба да оди. Битно е да е правилно, но често пати правилните работи не се најлесни. Сега, поентата што ми е на денешниот лайф е дека кога човекот почнува да прави компромис со собствениот интегритет, почнува да прави компромис со собствената етика, почнува да прави компромис со себе, и он кога почнува да прави компромис со себе, почнува да ја губи почита кон самиот себе. Сега, тоа е нештото што го имаме и нешто што мораме да го цениме, поради тоа што е многу вредно и многу важно да го имаме. Зошто? Поради тоа што е нашата внатрешна етика, е нашата внатрешна дисциплина, е внатрешниот порив кој што човекот го има. Но гледате, целата идеја е дека секој човек има оправдание за нештото кој што ќе гутне. Колку повеќе оправдани имаме, толку повеќе ни се развива чувството дека треба да, ако го оправдате неетичното однесување, на некој начин не доаѓате у контакт повторно со самите вас. Како душа, како енергија, како извор на добрина, како мислам човекот е секојаш добар.
Ама сакам да кажам извор на вашата јачина. Не го оправдувајте нештото ако сте го сгрешиле. Преземете одговорноста и продолжете напред. Зашто човекот не може да избега од себе, не може да избега од својата совест, не може да избега од своите негативни постапки. Он што може да направи, може да превземе одговорност за тоа и на тој начин да го тргне негативното од себе. Затоа што ако не превземате одговорност за негативните постапки, полека почнувате да се спојувате со негативното околу вас и после тоа луѓето викаат зашто му е негативен животот, зашто му е тежок животот, зашто му е вака, зашто не му оди. Може да има, да не ви оди затоа што имате стопери негативни ликови околу вас, дефинитивно, но може да е и поради тоа што човекот не ги увидува собствените грешки, собствените неетики и неодговорности. Никој не е светец на планета да е безгрешен, нели? Како викаат, тој што не сгрешил нека го фрли првиот камен, нема човек што не сгрешил. Но она што се случува, има луѓе што ќе сгрешат и после тоа не го коригираат тоа што го сгрешиле. Компромиси луѓето прават, а не треба. Поради тоа што кога ќе направиш компромис, затемнува твојата свесност, а тоа значи дека затемнува твојот свет околу тебе. Премногу компромиси почнуваат да прават да се изгубиш ти како оригинална верзија на тебе. Ова ја го зборам во контекст на автентичност. Колку повеќе компромис, не викам дека у бракот за мали работи не треба компромис да се направи или на работа да направиш мал компромис едно друго трето. Ама ако почнеш да правиш големи компромиси со собствената етика, почнеш да влагаш во џунглата на околината и почнеш да стануваш дел од џунглата. Џунглата е целата неетика и неморал и нечестност кој што постои во општеството на разноразни начини, со разни флертови, разни изигрувања на законите, барање дупка во ова и во она, да се изигра нештото и така натаму. Дај да најдеме, како викаат, некоја комбинација. Гледате, не е поентата тоа. Поентата е дека кога човекот почнува да го изигрува системот, етиката и моралот, почнува да се изигрува себе си, ама како ние некогаш во овие области овдека на Балканот, како да имаме, да ни е дел од играта, да изиграме некој на некого да му направи негативност, и ако му направи негативност го зезнал, и он мисли дека е фраер ако го зезнал, а не сваќаме дека било кого кога ќе зезнете, сте се зезнале себе си, затоа што ти си поврзан со тој човек на духовно, на емотивно, на свесно ниво, секако. Ама луѓето не го сваќаат тоа, дека ние сите сме поврзани, вие и јас сме поврзани. Ја имам почит и чест кон вас, ви имате почит и чест кон мене, и си одржуваме таа почит и чест. И целата идеја е да човек ја одржи таа почит кон другиот, поради тоа што, гледате, почитта е составен дел од љубовта. Ако човекот нема почит, знаете, не е убаво човек да ве сака без почит. Сте виделе жена што сака маж без почит, не е добро сакање. Маж што сака жена без почит е јадно сакање. Имате маж кој што ќе се изневерува жената, абе он ја сака, она е добра, ама он е со други жени. Тоа е јадно сакање. Мора да сакаш сопругата на некој начин со почит. Мораш да ја сакаш твојата група со почит. Мора да го сакаш твојот пријател со почит. Мора да го сакаш комшијата со почит. Мора да го сакаш пријателот со почит. Мора да го сакаш универзумот со почит. Да го почитуваш универзумот, ако го почитуваш универзумот, ако го почитуваш околиниот, да го почитуваш сегашниот миг, луѓето не го почитуваат сегашниот миг. Сега кажувам некој концепт кој што е чуден. Почитувај го сегашниот миг. Ако ти го почитуваш сегашниот миг, ти ќе бидеш повеќе у сегашен миг. Луѓето не го почитуваат сегашниот миг. И ако не го почитувате, ако правите компромиси премногу, нема ни да бидете во сегашниот миг, поради тоа што ќе бидете во каењата, ќе бидете во прошлоста, ќе бидете во зашто не сте го направиле овој чекор, зашто не сте го смениле вашиот живот кој сте требале, зашто не сте направиле таа промена. Имаше едно испитување каде што кажува дека најголемите каења на луѓето не се за тие работи што ги направиле, него работите што требале да ги направат, а не ги направиле. И тоа е компромис. Ти имаш потенцијал да направиш многу работи, ама не го правиш тоа што треба да го направиш. И зашто не го правиш тоа што треба да го направиш? Кој те плаши? Дали си ти тој тренерот кој што не се пушташ себе си у игра, како на кошарка што има тренер што не го пушта некој кошаркар да игра. Ти си тој тренер што не се пушташ себе си да играш играта на животот. Гледате, и тоа не е интегритет, да ти мислиш дека не си доволно добар и дека не знаеш и дека не можеш. Мора да си веруваш на себе си.
Мора да се почитуваш себе си. Мора да се почитуваш собствената сила. Може би некој те прелажал дека немаш собствената сила. Може би многу те лажеле дека немаш собствената сила, па сега не ни веруваш дека си силен. Може би многу те инвалидизирале, тоа маловажувале, те деградирале, па сега си го правиш тоа на себе си. Ама немој да го правиш тоа. Сега, целата идеја е ако ти не го правиш, не се почитуваш сам себе, никој нема да те почитува тебе. Што е поентата? Поентата е да се почитуваш себе си. И ако ти се почитуваш себе си, другите ќе те почитуваат тебе. Сега, себе почита доаѓа од тоа да ги испочитуваш ветувањата кои што си ги дал на себе. Гледате, мотивацијата на човекот кога се губи. Секој човек губи мотивација кога преди се нема да го испочитува почитувањето кон сам себе, а тоа е решил денеска нешто да направи, не го прави тоа. Решил нешто да комплетира, не го комплетира тоа. Гледате, поентата е, ако човек не се ги реализира почитувањата, ако човек не го направи тоа што денеска го рекол дека ќе го направи, не се почитува себе си. Затоа што денеска си рекол ќе отидеш у теретана, испочитувај се себе си. Денеска си рекол дека ќе прочиташ уште 10 страни, испочитувај се себе си. Тоа го викаат, у Америка имува термин accountability, одговорност кон себе. Гледате, поентата е дека луѓето не се одговорни кон себе. Сега, одговорноста кон собствените цели, одговорноста кон собственото делување, затоа што ако имате вие делување, ако имате вие правење, во насока на реализација на некоја цел, и ја постигнете денеска целта, ви имате прекрасен ден. Се чувствувате преубаво. Така. Ама ако решите нешто да направите, и денеска најдете 100 изговори зашто да не го направите, тоа има проблем. Поентата е да си веруваме на себе си со нашата сила и енергија. Поради тоа што ако не си веруваме на себе, со нашата сила, енергија, креативност, добрина и одговорност, затоа што гледате, силата и добрината идат еден со друг. Недобрината, кај недобрината, краткотрајна е силата. Сите луѓе кои што имаат сила и не ја користат за добро, ќе си одземат собствената сила, поради тоа што длабоко во нас ние сме битија кои што сме честни и етични. Сега, за да одржиме нашата сила, мора да креираме добрина, мора да имаме конструктивни креативни цели и тие конструктивни креативни цели треба да ги реализираме, поради тоа што човек кога ќе тргне да направи нешто, не си испочитува својата цел и намера, трга да прави друго, не си испочитува собствената цел и намера, иде да прави трето, не си испочитува собствената цел и намера, тој човек не се почитува веќе. Зошто? Па поради тоа што рекол дека ќе постигне нешто, не го направил тоа. Нареден пат рекол дека нешто друго ќе направи, не го направил тоа. Трет пат рекол дека нешто трето ќе направи, не го направил тоа. И што се случува? Нема самодоверба, нема сигурност, почнува да мисли, станува несигурен и почнува да ја губи довербата во себе и почнува да губи почита во себе. И кога човек веќе ја губи почита кон себе, почнуваат и други луѓе да ја губат почита кон него. Сте видели некој човек кој што знае што сака да постигне во животот и не прави компромис со неговата реалност, не прави компромис со неговата цел, оно што ќе се случи, ќе добие на некој начин поддршка. Тоа беше ситуација со мојот татко. Татко ми исто така беше доктор. И ако завршив медицински факултет, имав најголем просек. Бев првенец на медицински факултет, имав 9,69 просек. Тоа беше мојот просек, 9,7. И можев да се вработам на клиника и имав покана да работам на еден проект на МАНУ, Македонската академија на науките и уметностите, јас сакав да го работам ова. Јас верував дека во овој начин, ова е мојот начин на делување, што ми каже една професорка на медицински факултет, вика, ти секогаш беше во склад со твојот карактер и ова што го работиш, вика, е во склад со твојот карактер. Но јас сакав да бидам најдобар студент на медицина. Зошто? Поради тоа што бев посветен на тоа. Јас знаев у 5-та година дека нема да продолжам во таа насока, но сакав да го завршам факултетот со најдобри одличија. Така. Сега, татко ми, поради тоа што
вели, ја бев неговата гордост, вели, сине, целиот овој труд ќе го фрлиш во вода. Викам, тато, не е целиот тој труд. Разбрав како функционира телото е прекрасна работа, но што разбрав во медицината, дека најголем број од болестите потекнуваат од умот. И тие ги викаат психосоматски болести. И сакав да знам за психата, и сакав да знам за умот, и како да им помогнам на луѓето да бидат на уште повисоко ниво на мотивација, на психа, на ментално ниво и така натаму. Сега, кога почнам да го работам ова, прво татко ми не веруваше во мене. После, почнам да праќа луѓе кај мене на предавање. Сега, гледате, кога верувате цврсто во нешто кое што е ваша цел, и кое што е ваша визија, и кое е ваша идеја, нема шанса околината да не дојде и да ви се приклучи на вас. Но бидете најдобри во тоа што го правите. Обидете се да бидете најдобри, не за да се споредите со другите, затоа што има убавина во тоа. Јас сум горд дека бев првенец на медицинскиот факултет, поради тоа што сакав да се вложам и да бидам најдобар во тоа. Јас сакам да сум најдобар мотивацијски тренер, затоа што сакам најмногу да помогнам на луѓето, поради тоа што сакам да помогам. Сега, гледате, ако имате некој човек кој што е вложен во нешто, другите работи се малку понастрана. Знам, и некој луѓе ме прашуваат, и петок ли имаш лајвови? Петок е 9 саат, сигурен сум дека многу луѓе се искочени, може би ја вечер ќе искочам и така натаму. Но гледате, идејата е кога си посветен на нешто, немаш премногу време за многу други работи. И интересно е, луѓето кои што се посветени на нешто и немаат време за премногу други работи, обично имаат многу убав живот. Поради тоа што сакаат да соочат повеќе, сакаат да направат повеќе, сакаат да створат повеќе. Зошто? Поради тоа што се посветени во дадена насока и во даден правец. Сега, ако сакате да станете добри или многу добри во нешто, мора да се посветите на тоа. Контролата се состои од посветување на нешто и не посветување на многу други работи. Контролата во животот се состои токму тоа. Посветување на нешто и не посветување на многу други споредни работи. Сега, ако човекот не се посвети на споредни работи, се посвети на нешто кое што е многу убаво, многу креативно, многу конструктивно и многу добро, има супер квалитетен живот. Зошто? Поради тоа што го работите тоа со љубов. Кога човекот го работи нештото со љубов, прво не прави компромис со тоа што го прави. Поради тоа што и тоа е дел од посветеноста и правењето на оригинална верзија од вас. Затоа што светот е полн со копии. Идејата е, може ли човекот да биде оригинална верзија од него. Кога човекот ја има оригиналната верзија, ја чувствувам дека го има мојот интегритет, поради тоа што од секојаш сум сакал да го правам ова. И тоа на овој начин. Но гледайте, кога човекот оди во неговиот пат, не секогаш он ќе го најде нештото што е исправното и најдоброто за него од одма. Нели? Помладиве деца секогаш сакаат одма да знаат нешто, но прво треба да го изодат патот и како го одат патот, осознаваат што е тоа што е уште подобро за нив, што им се уште поголемите таленти, уште поголеми способности и така натаму. Кога човекот тоа го прави, он се чувствува горд поради тоа што не прави компромис со својот пат. Кога не прави човекот компромис со својот пат, ова не мора да биде само на тема кариера. Може да биде со нивни правила, како сака да му биде врската, сака да има етична, честна, добра врска, како сака да биде на работа, сака да биде дел од група која што е мотивирана, честна и која што сака да постигне успеси на честен и етичен начин. Кога сте дел од таква група, гледате, кога ќе видите некој дека нешто греши, мора да го поменате и мора да го коригирате. Поради тоа што сакате да ја заштитите вашата група од деструктивни појави, како што се неетичност, неморал и така натаму. Поради тоа што етиката, моралот и личниот интегритет ви даваат простор, ви даваат чистина и она што е најважно, ве прават среќни. Така да немојте да изгубите почита кон себе, но почита се губи кон себе кога човекот почнува да прави компромиси со интегритетот, со моралот, со етиката, со дисциплината. Така да, за да човекот ја врати почита, фактички мора да ја врати преди се дисциплината, во дисциплината се вклучи на некој начин и етиката и моралот, поради тоа што, знаете, дисциплина за се. Така да,
Поентата е дека човекот треба да го направи исправното не е секогаш лесно, но е многу вредно да се постигне поради тоа што на тој начин знаете дека сте дошли до нешто кое што е за вас исправно. Океј, ви посакувам убав викенд. 18 мај сум во Луцерн, во Швајцарија. Ќе имаме предавање во Скопје, некаде ќе биде на 26, уште не е најавено. Струмичани, 30 и се извинувам април. Значи 26 април ќе биде во Скопје, 30 април Струмица, а 18 мај во Луцерн во Швајцарија. Така да ви благодарам на убавите пораки, благодарам Кочанчани вчера за огромниот одзив и многу ми е мило дека собравме донации кои што беа значајни за фамилиите на засегнатите луѓе. Така да многу сум горд вчера поради тоа што успеавме да собереме баш значајна донација и мислам дека ќе им помогне на оние луѓе кои што имаат најмногу потреба од тоа. Ви благодарам. Се гледаме повторно понеделник. Понеделник имаме многу убава тема како да не се себе саботирате и како се начините на себе саботирање. Имате луѓе што се себе саботираат на свесен начин, имате луѓе што се себе саботираат на несвесен начин, но поентата е да не се себе саботирам. Имајте убава вечер, се гледаме повторно од понеделник. Чао, чао.